Грижата за старите лица е се поактуелна тема во јавноста и не заради тоа што треба да глумиме хуманост, бидејќи населението ни старее, а младите веќе во трката со динамиката на времето, заминуваат од земјава и во случајов старите лица остануваат без неопходната грижа. Во следниот прилог ќе погледнеме на иницијатива, така да ја наречам, во однос на создавање еден нов дом за стари лица. Да го погледнеме. Преку анализа работена од страна на Организацијата на жени од Битола, резултатите покажале дека опкружувањето на Битола има голема потреба од грижа за стари лица, односно дека секое трето семејство има потенцијални корисници на услуги од старски дом. Токму од оваа причина Светлана Петковска, водена од овие показатели, а општина Новаци од потребата, денеска најавија отпочнување на реализација на иницијатива за отворање старски дом во оваа општина. Јавно-приватно партнерство ќе се договараме понатаму, како тоа ќе оди, но најбитно е дека ова нема да биде класичен бизнис. Тук ќе биде една општествено одговорна и едно социјално предприемништво кое што ќе се грижи за ранливата група на категорија на граѓани, тоест возрастните и стари лица. Многу ми е драго што и државата како почувствува дека сето ова треба да се поддржува со разни грантови, тоест едно од тоа е грантот конкретно за старски домови. Исто така, женското предприемништво се повеќе се негува и во сите документи на владата кои што ги вади, женското предприемништво се поттикнува. Овој објект ќе биде отворен во постоечката стара амбуланта на излезот од Новаци кон рек Битола. Планирано е да биде од мал капацитет за околу 40 лица со 10 вработени во домот. Нивни предлог беше ова да се отвори старски дом. Заинтересираноста на вистина е многу поголема и тука со поддршка при разговор со Светлана, која е иницијатор на сета ова работа, дојдовме до заклучок да отвориме овој објект како старски дом. Ова земјиштето е на рек Битола, каде што ни е отстапено, објектот ќе го легализираме и ќе го обновуваме понатаму. Првичната проценка на неопходни средства за пуштање во употреба на овој дом за стари лица се околу 200.000 евра со реконструкција, опремување и секако вработени. Ке се аплицира со проект до ИПА фондовите. Ке се искористат повласниците кои ги нуди владата на Република Македонија, а учество ке има и општина Новаци и до година се очекува пуштање во употреба. Го слушнавме прилогот кој што најави една иницијатива за отворање на дом за стари лица. Станува збор за женско предприемништво, така ќе се изразам, и мој гостин денеска е Светлана Петковска. Ќе те најавам само како Светлана Петковска, нема да споменувам ништо друго, бидејќи ве има на толку многу места. Добре ми дојдовте. Добро ве најдов во ова убаво битолско утро, малку студено, двете изнастинати, нека ни простат гледачите за нашите чудни гласови, но она што ќе го кажеме се надевам ќе биде над нашите гласовни можности. Светлана, ќе започнам со тоа од каде идејата. Знам дека често како председател на Организацијата за жени работиш на проблематиката грижа за семејството, грижа за стари лица и дојдовте до она анализа колкав е бројот на лица кои што се во ова трето доба и каква е генерално потребата од отварање на домови за згрижување на стари лица. Од тука потекна идејата, меѓутоа од каде храброста? Многу работи собрани на едно место, ќе ви речам. Ако ви кажам дека оваа моја намисла е од многу одамна и може би има повеќе од 20 години кога работев се уште како проектен менаџер во мојата бивша компанија Евана и кога велев дека ако некогаш се одважам нешто да правам во животот, тоа ќе биде дом за стари лица. И многу често со ќерка ми, која тогаш беше уште малечко девојче, велевме ќе отвориме еден дом, кога тогаш. Тогаш беше сето во една намисла само или една назнака, но ако некоја идеја во умот ти е вистинска и ти доаѓа право од срцето, може би Бог е тој што ја следи твојата намера и кога тогаш ќе ти даде можност да си ја оствариш идејата. Јас велам како
Има мажи кои што велат 20-30 години трчав по некоја жена и во моментот кога ќе е нивна тие се пресрекни, може би и јас тоа го направив сега. Да, во текот на последните 10 години, заедно со мојата организација на жени, каде што веќе 5-6 години сум председателка, видов потреба дека се повеќе ќе се активира проблемот со згрижување на стари лица, имајќи во предвид факт дека во Битола, па и во цела Македонија, ќе кажам, бидејќи анализите ги правевме горе-долу и за цела Македонија, или се познати ако ние не ги правевме, потребата за згрижување на стари лица е стварно огромна. Почнав од себе си, кога мојот родител, мојата мајка во Прилеп, пред 15 години, кога доживеа сообраќајна несреќа, немаше кој да се грижи за неа. И покрај тоа што сите има своја фамилија, но сите ние имаме своји обврски и некако требаше тоа да се поткрене на некое ниво, некој човек да се грижи. Исто така, значи, во Прилеп кој има тој помош на стари лица во домашни услови, може би тоа беше мојата следна идеја, мојата следен чекор во сето ова што ми беше како идеја на почеток во главата. За да пред 7 години со Комисијата за еднакви можности на општината Битола седнеме и сите ние женски здруженија од градот ги ставиме своите приоритети на маса и некако джентлменски се договоривме со здруженијата женски, Клеја, Семпер, Искра, кој што да работи во кој домен во градот. И ние тогаш решивме да работиме помош на стари лица во домашни услови. Скромно, неодважно, со посета со по 10 до 20 фамилии во градот, но во тоа влегување во домовите, ние, овие волонтерките од Организацијата на жени, собиравме и информации, луѓето ќе кажеа дека кај мене влегува оваа жена, па ќе кажи на друг, на трет, и потребите се сумираа во една резултанта. Исто така, Комисијата за еднакви можности нормално си побара извештаи за сето тоа ние што го работиме, што правиме, како сето тоа го изведуваме, бидејќи во крајна линија сме и финансиски од нив поддржани. И за на крајот минатата година да резултира со една обсежна и обемна анализа на околу 1000 семејства во градот. Значи, нашата волонтергите на Организација на жени направија една статистичка анализа, верувајте ми, многу обсежна и обемна, и свативме дека, значи, зедовме секоја жена од нашата Организација на жени, зеде една улица или една зграда или едно село и комплетна анализа се доби, значи не парцијално да одиме по семејства, онаму кај што треба, туку во континуитет за да анализата биде веродостојна. И свативме дека се случуваше во зграда од, например, 90 станови, на повеќе од 20 до 30 станови, во повеќе има луѓе кои што живеат сами, се над 65 години, живеат инвалидизирани лица, дали се тоа синовите, керките, дали се тоа родителите, кои синови, керки кои што не стапиле во брак, се уште живеат со своите возрастни родители. Значи, тие беа предмет и тема на нашата анализа, бидејќи претпоставуваме, а и така е, дека тие се потенцијалните следни баратели на услуга во старски домови. Во Битола, како што знаете, значи постои еден старски државен дом, еден хоспис за палијативна нега на стари лица, каде што можат да се сместат околу 250 луѓе. Благодарност наша до тие две институции, кои што ни дозволија да влезиме кај нив, ни дозволија да ја направиме, значи, анализата која што ја правиме, да ја споделиме и со нив. За голема среќа, значи, државниот дом Сјурајдер, каде што е жена директорка, можете едноставно да ја отворите нивната веб страна и комплетно да прочитате сите информации кои што се во домот. И хосписот Сјурајдер, во кој што исто така бевме убаво примени и ги споделивме информациите и со нив. И сите овие анализи, цел овој пат кој што го оди
кој што го дам јас како Светлана Петковска, кој што годи организацијата на жени заедно со волонтерките, членките на председателството и во крајна линија она што го гледаме во нашето општество доведе до надраснување на идејата помош на стари лица во домашни услови, иако и тоа е многу потребно, морам да кажам, во мојот бизнис план за отварање на старски дом на крај е и тоа дека волонтерките треба да продолжат апсолутно по домови, бидејќи нашето општество е такво да можеби тогаш кога се притегнати до зид возрастните лица сакаат да заминат во старски дом. Се останато е под некаква извесна принуда. Дали е тоа принуда од здравствената состојба на лицето, дали е тоа принуда од домашните кои што едноставно не се во состојба да ги гледаат лицата. И сето тоа доведе до една убава моја замисла, само да ја завршам реченицата, до остварување на една моја убава замисла и до една моја голема среќа, ке кажам, кога сето ова мое излагање вакво како што денес овде кај вас го имам, го изложив пред градоначалникот на општина Новаци, господинот Лазар Котевски, човек кој што е многу обичен човек, но човек со големи визии, со големо срце пред се ке кажам и со големи видувања. И доколку сето ова што го почнавме дојде до своја завршница, ќе биде благодарение на него. Со моја иницијатива, но благодарение на тој човек. Анализата која што ја правевте дојде до тие резултати да се каже дека да, потребата е тука, неопходна е, самите тие листи на чекање на лица кои што бараат услуга, нели, во двата постоечки дома за згрижување, нели, на стари лица се јасни и се тука. Тука беше вашата желба од поодамна, нели, да го направите нештото и соработката со Лазар Котевски. Но ќе кажам, пред да дојдеме до она конкретната тема, нели, Новаци ќе добие дом за стари лица, како што многу наслови се појавија низ медиумите локално, сакам да се навратам на една тематика, жената и бизнисот. Неретко денеска жените не се осмелуваат, не се осудуваат. Тука е она глава на семејството е мажот, па имотот кој што го поседува едно семејство секогаш е на мажот, многу ретки случаеви, нели, тоа се Скоро секогаш. Во мојата фамилија се беше на мене. Сега веќе мора да е на мене, но и кога беше сопругот жив, се беше на мене. Така, значи, скоро секогаш. Да не ги заборавиме исклучоците. Има исклучоци, да, меѓутоа се ретки, тоа сакав да напоменам. Менталитетот, традиционалниот начин на живот, традиционалното позиционирање на жената не прави да сме онаму каде што сме. Како тука го надминавте тој стереотип, тој проблем? Значи ли тоа што, да не се сватиме погрешно, животот ве осудил да бидете од многу млада сама, без вашиот сопруг, почитуваниот, нели, новинар кој што битолската јавност го знае. Меѓутоа, значи ли дека тоа ве направи почелична и поиздржлива во денешново општество, или можеби од секогаш сте така задоена, или треба жената да се одважи да направи чекор напред, независно во која состојба се наоѓа? Оливера, жалам што не се подготвувавме за прашањава, но ги изваде точно од таму од каде што треба и такви како што треба. Може би, досадно ќе биде, но во кратко сакам само да кажам дека мојот живот се состои од неколку етапи. Од моето доаѓање живот претходно до 20-та година во Прилеп, во едно типично стереотипно прилепско семејство, каде што таткото беше глава на семејството, каде што жената беше втора, децата беа трети. Доаѓајќи овде во Битола, во едно типично пак мариовско семејство, каде што матриархатот, верувајте ми, е на прво место. Многу често јас ова го кажувам и жалам што, цитирајте ме некогаш, во Мариово се викаат гроздини деца, на грозда децата, не на Алексо. Тоа се мојот свекор и свекрва, морав како да ги земам за пример. И тоа некако мене ми даде полет, ми даде крила.
Мојата свекрва, сега да не звучам како Фатиме Фетаи, ама верувајте ми, така е во мариовските семејства, за разлика од некои други семејства каде што жената мора да биде 5 подолу. Тоа ми даде крила да си ја се разбира и мојот сопруг, кој што беше максимално крајно либерален, како и сите мажи во нивната фамилија, и даваат комплетни можности на жената да си се развива онаква каква што е. Онаква каква што чувствува дека може да биде. Јас може би си се пронајдов во своја вода, значи како риба во своја вода, и 20 и кусур години бев менаџер во Евана, но никогаш не се чувствував задоволна од тоа што ми се пружаше во таа компанија. Било да беше државна или потоа кога дојде приватна. За да организацијата на жени, пак во која 25 години си ја оформувам мојата мисла, мојот ум, ми даде за право да се изформирам ваква каква што сум, многу често да кажам прва нешто, многу често да поведам жени после мене. Значи, има многу организации во Битола, женски, машки, ловци, вакви, онакви, планинари, не знам какви, ама, верувајте ми, тогаш кога ќе треба масовност некаде, ја викаат организација на жени. Значи, некој може да поведе жени зад себе. Ова што како бизнис идеја пак сега, значи во 10 реченици кажувам од каде мојата идеја да влезам во бизнисот, факт е дека ова се малку тешки времиња за бизнис. Сигурно дека на мажите, кога почнувале пред 50 на 60, 70 години да почнуваат своји собствени бизниси, тогаш како занаети, чевлари, кондураджи, фурнаджи, по некој ресторанджија, знаете, Кубурот беше еден во Битола кој беше приватник, така и во Прилеп, например. Жените во тоа време беа или вработени некаде, или домакинки. Значи, немаше приват, поголемиот број. Немаше, јас тогаш не се сеќавам жена, не знам, и немаше жена приватник, жена бизнисмен или жена најново предприемачка. Значи, во последниве десетина години нашиот сенс за тоа почнува да се отвара и во организацијата на жени, ако досега ни беше главен таргет помош на стари лица во домашни услови, тоа го правиме и ќе го правиме. Најново нешто е нашето членување од пред 3 години во Бизнис асоцијација на жени на Македонија, каде што председателка е нашата почитувана Валентина Дисовска, жена која што буквално на сите нас ни е ветер во грбот и седејќи со неа, членувајќи во нејзината организација, седејќи на местата каде што таа говори, каде што таа не едуцира, сваќаш дека едноставно, па да, јас можам. Ништо не е тешко. Ништо не е тешко ако некој те осветли, јас ке речам. Значи, јас пред 2 години, ни на крај памет не ми беше дека јас во мојата 55-та година ќе почнам да размислувам и се надевам дека ќе бидам жена предприемач. Затоа што тоа во мојата фамилија не било, немало. Јас како идеја во организацијата на жени нешто друго правевме, во мојата работа си бев таму кај што бев сигурна со својата плата, исполнета или не друга работа. И сега, ќе речам, многу често велам, 21 век е век на жените. И пак ќе кажам, ќе го нагласам тоа, бидејќи имаме многу можности за развој, ние жените. Само ако сакаме. Ако излеземе од својот дом и ако се развртиме лево-десно, да видиме кој што нуди. Министерство за економија нудат грантови за жени предприемачи. Тоа не е на некој тапани најавено, па еве демек што правиме, но отворете вие на Министерството и ќе видите минатата година кои жени предприемачки ги зеле тие грантови. Обуки за жени, не предприемачки, за обични жени, за да од нив од обука на 50 жени, 5 ако сватат дека имаат можност да отворат свој собствен бизнис, тоа е сосем доволно, сме ја постигнале целта. Обуки на жени земјоделки, што да направат, значи да се престане со стереотипот ке сеам жито или ке садам тутун, туку да се согледа напредокот на земјоделието, на потребите, па почнеа лешници, па почнеа ореви, па почнеа паулини. Значи, она што обичниот човек, вклучително и жената тука, сами не можат пред се да се сетат.
ali кога ќе влезеш во одредени места, јас навистина сум влегла во места каде што ме просветлуваат, за да јас пак не сум воопшто себична, ги просветлувам сите оние околу мене кои што тоа ќе го посакаат. Ете така дојде идејата за Старскиот дом во Новаци. Се собра сите моменти и потребата, се разбира, и она што организацијата на жени го изработи досега, и ако Бог сака, оваа работа мора да ја истераме до некој крај. Ќе ве прашам уште еден момент, може би невкусно, може би ќе ми се налутите, не знам, меѓутоа секогаш сум искрена со вас и се чувствувам многу пријатно. Да бубицата со време и да заминувам. Не, супер си сум. Ја направивме анализата. А сум љутачка. Пази. Ја направивте анализата, го погледнавте какво е она материјалче со кое што располагаме кога станува збор за отварањето на домот за стари лица. Меѓутоа, не се одлучивте тоа да го направите во Битола, го направивте во Новаци. Дај Боже, повторно ќе речеме се ова само некој фетус кој што треба да се развива допрва, тука недостасуваат оние финанси, недостасува оној дел, ако не се лажам, легализација на објектот, делот каде што... Тоа сработено. Општината Новаци, тоа е дел во врските на општината Новаци и тоа, како што каже градоначалникот, веќе тие го бркаат. Така. И е при крај. Дај Боже сето тоа да се заврши. Зошто не Битола? Зошто не Битола? Зошто не Битола? Документите кои што ги имам и кои што секоја општина на Република Македонија имаше обврска да ги достави до влада на Република Македонија како документи од пред неколку години, во кои што пишува секоја општина дала своји иницијативи на кои простори и места може да се отвори Старски дом како потенцијални објекти кои што се можни за отварање на Старски дом во секоја општина, значи со потпис од локалните градоначалници. Во Битола тоа беше направено на некаков начин, нема да коментирам каков, затоа што ќе завлеземе во некоја друга вода. Во општина Новаци беше одбран најсоодветниот објект за тоа. Тоа е амбулантата, старата амбуланта во Новаци, која што, како што кажавте, за жал не била впишана, може би ова беше моментот и да се впише во катастарските книги. Па државата го дава тоа право. Да, сето легално. Парцелата која што е многу голема, беше на Рег Битола, Елем ја отстапи со големо задоволство за ваква работа на општината Новаци. И токму а плюс пак и градоначалникот кој што има голем сенс, рековме дека тоа парче, таа парцела таму ќе направиме една оаза на зеленило во златно-жолтото, ќе речам Новаци, и ќе направиме нешто што бидејќи плюс друга работа, Новаци е погранична општина, со законот за правилникот за работа на старски домови, во еден од членовите пишува дека доколку домот има можност, може да згрижи и странски државјани. И тоа е исто така во склоп на законската постоечка регулатива. Верувајте ми, законодавството, можностите се е на наша страна. Значи, на страна на оние луѓе кои што сакаат ова да го прават. Само е битно дали локалните моќници во општините имаат желба ова да го прават, тоа е една од работите. И втора работа, локалните бизнисмени кои што имаат можност финансиска да го прават овој бизнис, не се одважуваат, многу често вие ќе видите се отвараат хотели, ресторани, се отвараат капацитети во кои што и од кои што многу бргу се враќа инвестицијата. Но ова Старскиот дом е инвестиција која што е почетна, е голема инвестиција и која што не може одеднаш да се врати, може би и многу долго ќе треба да се врати, со мојот бизнис план околу 10 години е потребно. Обштествено одговорна работа. Но
најкрупната работа, која што овде е обштествено одговорна работа, јас многу често, верувајте ми, пред повеќе од 1 и 2 децении велев, зошто некој локален мојкник не отвори ваква некој овој бизнис, него работи, за да после неговата смрт се слуша дека можеше да отвори хотел, можеше да отвори ресторан, но отвори старски дом. Видете што се случува со последната информација за докторот, веќе не можам да се сетам како се вика, човекот евреинот кој што ќе се го носи името Домот за народно здравје. Домот за народно здравје, нека ми простат, не го запамтив како се вика. Значи, човекот кој што нешто правел за Битола, бил лекар и се грижел за сите луѓе во Битола. Ете, пишуваат луѓето кои што го познаваат, за жал јас не сум од тука и не го познавам, но се гордеам со такви луѓе кога ќе слушнам. Светлана, споменавме многу аспекти. Споменавме бизнис, споменавме одскочна даска за жената како клучен фактор во општеството, и онака нели не нарекуваат архитекти на општеството на жените. Меѓутоа, во цела оваа приказна за отворањето на самиот тој дом, не гледам пари лично за вас. Така ќе се изразам грубо и пластично, ме разбирате, бидејќи многумина ќе речат, Светлана Петковска се настрви на бизнис заради враќање на финансии. Овој момент не го гледам тука, бидејќи, еве сама кажавте, ако е хотел, тоа се брзо повратни пари. Да, вие ќе имате инвестиција која што верувам дека нема 100% да биде од вашиот джеб. Вие предпоставувам и во една прилика кажавте, нели, тоа ќе бидат ИПА фондовите, ќе бидат припомош од општината, ќе бидат, нели, од Министерството за финансии грантовите кои што ги дава, нели, за отварање на женските бизниси, поволностите на владата за отварање на како оној дел што е, нели, градинки, центри за рандетски развој, па домови. Каде се тука финансиите за вас, да ја расчистиме таа мистерија? Значи, оној што решава да ја прави ваква работа, не гледа финансии за себе. Ако гледавме финансии, ако гледав јас финансии за мене, јас ќе земев една празна парцела, ќе направев зграда, ќе ги продаев становите по 1000 евра квадрат и ќе правев пари. Ова е нешто, верувајте ми. Значи, мене може би членувањето во организација на жени толку долго, 25 години, малку во тој поглед ме деформира, за да јас не сум класичен бизнисмен. Може би нема ни да бидам бизнисмен, може би само некој менаџер, ке речам јас. Бидејќи, ако сето се гледа од аспект на парите, односно ако на почеток гледаш од аспект на парите, ќе правиш нешто сосема друго. Овде, затоа, во последните извештаи на влади, на светски нивоа, плюс обштествено одговорна работа, се почувствува потребата дека мора да се направи една дистинкција помеѓу вистински бизнис и бизнис кој што е направен за луѓе. Значи, не дека хотелите, рестораните не се за луѓе, и тие се за луѓе, но за задоволство на луѓе. Овде е потреба на народ, на една голем број, популација на народ, 1/3 во нашата држава нема кај да се згрижи. Верувајте ми дека утрово на 1/5, ќе речам, од луѓето во Битола нема кој да им купи леб. И се додека имате толку години колку што имате вие, ајде јас ќе се ставам во другата категорија над 50 години во повозрастните, вам не ви е важно дали вашиот комшија денес, бидејќи не може да стане од креветот, нема леб кој да му купи. Бидејќи вие имате други проблеми. Ете, тука е, таа е општествената одговорност и треба да е. Затоа сум луѓето како јас, и јас ќе речам, мене едноставно, може би, ветрот ме турна во тие води, за да мислам и на другите луѓе. Дека на овие возрастни стари лица им е потребно. И плюс, јас не можам да ви кажам какви телефони доаѓаат до нас, знаат луѓето дека сум во организација на жени, те молам, најди ми жена да ме чува, најди ми жена. Децата велат колку пари што треба ке дајме, вие имавте и анкета по телевизиите направено, има луѓе кои вика, децата ми се мене во странство и нема проблем, ке си пуштам пари, нека ги гледа. Во Охрид се случи сега, пред 1 месец, фамилија која што 3 луѓе се стари, останати сами во куќа на 4 спрата, нема кој да ги чува. И децата од сите тие
тројца луѓе се од две фамилии. Вика, едните се Австралија, Швајцарија, Германија. Вика, ке пуштаме пари, барајте луѓе кои да ги гледаат. Не се луѓе за гледање, тие се луѓе кои што можат и да одат и ме сваќате, а младите луѓе живеат во еден свој свет, вие сте млада, и ги гледаат, ги согледуваат проблемите и потребите на тој свет. Вие имате потреба детето да го однесите во градинка, да имате пари да му купите тоа, тоа и тоа, но како што течи времето, влегувате во 5-та, во 6-та деценија, сосем други проблеми се. А за овие луѓе нема кој да го актуализира проблемот, да го покрене на повисоко ниво. Ние имаме Сдружение на пензионери кои што се занимава со многу по-едноставни работи, не ги согледува вистинските потреби на своето членство кое му плаќа членарина. Колку може тие да одговорат на тоа? Имаат многу пари на својата сметка. Ма парите не го решаваат. Дали знаете, ве молам, еве сега, еве една задача за вас. Открите на кој е хотел Битола и зошто хотел Битола не се отвори Старски дом. Зошто пропаѓа објектот. Еве задача нека биде за сите новинари. Зошто пред 1, 2, 3 години или денес не се актуализира проблемот на хотел Битола да се отвори Старски дом? Комплетен хотел со лифтови, со се што треба. Едно време и сега е нешто таму, се сместуваат луѓе, не се сместуваат, но не е класичен Старски дом. Значи, имало можност, се немало нос, се немало сенс, затоа што сите ние прво гледаме за себе. Се додека не погледнеме околу себе и не видиме на кој што му треба, ама ретки се луѓето кои што сакаат да се заложат и себе си и се околу себе си за некој друг, поготово за старите лица кои на умирање се. Голема работа, ке умри денес или утре. Генерално така. Ама како да умре? Јас реков еден збор, ќе го кажам и тука, што е малку можеби вулгарен, но е така, дека Новаци и домот во Новаци ќе го направиме место за пристојна живеачка на старите луѓе и за уште попристојна подготовка за заминување на оној свет. Ке се фокусирам на делот Домот за стари лица во Новаци како објект. Значи, како е планирано, колку легла, колку персонал, генералиите околу Кога ја почнував оваа работа, мислев дека е нешто по Space Shuttle, дека е тешко да се види. Толку прецизно се, толку убаво напишани законската регулатива, не можам да ви опишам. Значи, во една вечер ќор да пропули. Речам, значи да опрочиташ и да знаеш буквално се што треба и во која насока да одиш. Објектот кој што е во Новаци дозволува да се реконструира во дом од најмали размери, бидејќи во законската регулатива пишува дека домовите можат да бидат во 3 категории, една најмали од 0 до 35 легла, од 35 до 70 и од 70 до 140, максимумот е 140. Објектот кој што е таму, бидејќи бил амбуланта, нешто што е слично на овој бизнис, на оваа работа, и така да е и така изграден, бидејќи добро пишува во законот, треба да биде положен на оваа страна на сонцето, треба да има толкава парцела, треба да, ако е на едно ниво, да нема лифт, ако е на 2 нивоа, да има лифт. Ова се тајни од бизнисот, ама јас ги изнесувам, нека се сети и некој друг. Веќе во назнака се и многу, мене тоа ме радува многу, дека и многу други луѓе слушам дека сакам да отварам Старски дом, сакам да отварам, но пак ќе речам, она што не фрла, викаат бизнисмените овој бизнис, тоа им е страф, затоа не почнуваат. Не фрла, значи, после овој разговор се надевам, нели, дека ќе ги мотивираме. Нека отвараат сите. Јас сме на прилика на еден од градоначалниците кога рече, доаѓаат луѓе, треба да отвараме, сите да отворат. Значи, ако во Битола има, еве ова не го кажавме, има колку ми се чини 9 или 10 детски градинки, нека не ме држат за збор, можеби не е точна бројката, има и по селата, значи треба да има малку повеќе од тоа и старски домови. Малку повеќе. Тогаш, дека има локални, во местните заедници, тогаш и свеста кај нас, вклучувајќи ме и мене,
ќе ни биде повисока, за да не велиме дека, како што велеа порано, децата ги однесоа во старски дом, леле, за срамота. Не, туку да ни биде провокација да си живееме заедно таму. Имаше на социјалните мрежи деновиве дека во развиените општества во светот веќе почнуваат она што го имаа евреите, израелците кибуци, да живеат заедно возрастните лица, па да си припомагаат. Тоа е идејата и намерата на ова што го правиме во Новаци. Значи да го направиме едно убаво, пристојно место за живот, за дружба. Она што не знаете колкав капацитет се крие во луѓето над 65 и 70 години, она што го работеле како млади, да го работат, па тука има инженери, професори, геометри, домакинки кои што уште од себе можат да извадат нешто. Има и луѓе кои што, пак ќе речам, се на крајот на својот живот и треба тотална и апсолутна грижа за нив. Но има и луѓе кои што сигурно дека нема да седат со скрстени раце и ќе се занимаваат едноставно со една толкава 7000 квадрати парцела која што треба да ја пополниме. И доаѓа оној момент кога наредно за оние лица кои што се вителни, независно што се над 60-та година, кога треба, значи при моето студирање кажува дека третото доба може да биде навистина продуктивно, независно дали станува збор за литературата, дали станува за надоградба на оние моменти како млад на професионален план. Треба да ги имаме такви, меѓутоа мислам дека кај таквите луѓе ќе биде надминат онај праг на стереотип, дека старскиот дом е нешто страшно, старскиот дом е место каде младите се решаваат од старите. Бидејќи повозрастните генерации така го сваќаат тоа. Значи, не ја гледа собствената потреба и тука имаме проблем. Генерално во општеството, јас сум многу реална, ако се спомене старскиот дом, тоа е заплашување, тоа е казна. Ке се смени ли тој видик со вашата понуда? Ке се смени само тогаш кога понудата ќе биде квалитетна. Затоа викам значи, вашата понуда. Се до во досегашните старски домови знаеме како било и што било. Во последниве 10 години, она што напредна и во старските домови е односот на кадарот. Значи, ние одиме во старскиот дом тука и гледаме колку е напред стигнат домот. Одевме и порано и пред 10 години и тогаш гледавме како беше. И затоа изгледаше дека е казна. Во многу од прашањата кои што ме прашуваат мене ми викаат, па шо ќе нудиш ти поинаку од другите што ќе нудат во старскиот дом, во старски доми, зошто баш кај тебе да дојдат? Ќе нудиме душа, ќе нудиме срце, ќе нудиме она што на стариот му е потребно. Вие добро знаете дека стар човек, кажам условно, можеш да го излажеш со едно јаболко ако му го изљупиш и ако му го подадеш во тацна. Значи, основните потреби, зборувам, капење, менување на пелени, тоа е факт. Но, она што е како надградба на сето тоа, мало внимание, мала нежност. Затоа што, пак ќе се вратам на почеток, ако имаме дете во фамилијата, бебе, например, сите сме над него, мајката, таткото, едната баба, едниот дедо, другата баба, другиот дедо, тетки, војни, стрини, за едно дете се грижат 10 луѓе. И често ќе се скараат кој да го капи, па една да сваќава кој го капи, другата онака. А за стар човек во фамилијата сите избегаваат. Сите бегаат како да е лепрозен, верувајте ми. И затоа, велам, дајте многу повеќе да направиме, бидејќи многу сме близу. Сите ние, тешко на оној кој не е стигнал во таа возраст. На тој пат. Сите ние сме дотаму. И ако ние не си направиме, не направиме подлога за кој ќе стигнеме на тоа место нам да ни е убаво, кој ќе ни го направи за нас? Кој чекаме да го направи? Некој друг? Не. Да почнеме од себе. Ако ова го успееме, верувајте ми, јас имам своја пензија. Имам своја фамилија. Сите луѓе во мојата фамилија се вработени. Јас немам социјален работник, човекот кој што ќе треба да го води првиот човек на тој дом, треба да е социјален работник. Немам таков во мојата фамилија.
Значи, ќе треба некој од надвор да се прима. Значи, немам лични Најавувате своји... непотизам дека нема да има. То не е непотизам. Ти ако си вработиш луѓе кои што Така ја познаваат. добро ќе ја работат работата, не е непотизам. Сакам да ви кажам дека која е мојата идеја и мојата намера. Јас, ако сакав да се градам како електроинженер фирма за проектирање или ќе одев некаде ќе проектирам. Не, ова ми е провокацијата. И кога со господинот Котевски седнавме двајцата очи во очи да се договараме, се осетивме, се почувствувавме дека и нему му е провокација, дајте ме нешто да направиме малку поинаку. Значи, не ресторан, не кафеана, не спортско бифе, не спортски клуб, не фудбалски клуб, не класични задоволства. Дури не играорна. И ќе има и играорна, ќе има и се нешто, пак се враќам назад, пак го спомнувам Сдруженијето на пензионери овде, кое што мора да ја подигне својата свест за луѓето кои му плаќаат членарина, пари му плаќаат луѓето. И не знаат зашто ги плаќаат тие пари. Зашо? Единственото нешто кое што го добиваат се 30.000 денари откако ќе починат, нивната фамилија ќе ги земе за да можат пристојно да го погребат човекот, и ако земиме некое прасе или нешто така во текот на годината. Ништо друго. Ништо друго, а може да се покрене на многу високо ниво, ако има кој да покрене, ако има кој со други наочари, го погледне светот во кој живее. Времето прво не изминува, имаме многу за разговор кога сме двете заедно на исто место. Убава тема денес обработивме. Само уште еден момент ќе те запрашам, дали постои можност да навидиме кога би бил готов овој дом, како еден... Многу големо прашање кога би бил готов, поубаво е да ме прашаш кога точно ќе почне да се гради. Реално, искрено. Што е до мене, јас сакам одма утре са бајле да станам и да почнат багерите таму да работат, но состојбите во државата се малку деликатни. Во нашава држава секогаш било се нешто деликатно. Малку да оставиме, во прилеп мој велат, да се стаи брашното, да се избистрат работите. Јас се надевам дека во многу скоро време сето тоа ќе се активира. Моментално е се на хартија, се вади документацијата, да се легализира се како што треба и после тоа да се радуваме на она што ќе го гледаме таму да се гради како објект, да се реконструира како објект. Желбата ја има. Ви благодарам што бевте мој гостин. Се надевам дека на многу луѓе го свртевме погледот кон старите лица, да се надеваме дека во еднина повеќе луѓе ќе охрабриме кои што ќе пристапат кон отварање на вакви домови, дека грижата за старите лица ќе добие на квалитет, еве со ваквите домови на квантитет, а дека вие успешно ќе реализирате вашата животна замисла. Така да се изразам, ви посакувам многу успех и се надевам дека кога домот ќе биде готов, ќе бидеме првите кои што официјално ќе го отвориме заедно со. Ќе отвараме сите заедно, ќе доаѓате сигурно и на наградба, на се, само нека стартова веќе еднаш таа работа и официјално и ќе бидеме таму сите. Ќе помагаме во крајна линија. Јас верувам во луѓето кои што се околу мене, кои што се околу Лазар Котевски. Ви благодарам уште еднаш.